Додека, например, во САД околу половина од државите за медицински или рекреативни цели ја имаат легализирана употребата на марихуана. Во државите кои што спаѓаат во континенталното право, тоа се 10 до 15 максимум држави, меѓутоа тенденциите се во насока на тоа да се форсира така наречениот модел на рехабилитација. Па така сега строго казнено правно имаме држави во кои што канабисот ужива различен третман во споредба со другите дроги, едноставно се смета дека е лесна дрога, ние немаме таква класификација за жал. Значи еве едно од отворените прашања, имаме исто така држави каде што се е ставено на куп, исто и кај нас, меѓутоа праксата покажува тенденција употребата и делата генерално, кривичните дела во врска со канабисот да се третираат како нешто полесно, нешто што ќе инклинира, да речеме, во судското одмерување на казната и така натаму кон изрекување на пониски казни, а државите се повеќе одат во насока на тоа да изрекуваат и некакви вонинституционални мерки, парична казна, судска опомена и слично.